Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муавети на Фактор МК, нашиот подкаст кој што го следите. Секој петок говориме нормално за бизнисот, меѓутоа без политика не може да помине ниту еден бизнис муавет и покрај тоа што парите го вратат светот. Дали во политиката е исто, ако погледнете што и како се случува во Македонија, претпоставувам можете и сами да носите заклучок. formanova.com.mk нашите пријатели кои што се грижат за да имаме вакво студио какво што имаме, кога е во прашање амбиентот, посетете го нивниот вебсайт, посетете го нивниот продажен салон во комплексот Годел. Министер за здравство Армен Таравари, еден од лидерите на ВЛЕН, гостин во Бизнис муавети. Министре, добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Ова се насловени како Бизнис муавети и јас ќе говорам за здравство, меѓутоа не можеме да не занемариме она што се случува на политички план. Денеска е среда, бидејќи ова ќе се емитува во петок. Се одложи или не се одложи седницата? Ќе има подготвителна седница, апропо на што го нели имаше шатори пред Уставниот суд. Како вие го гледате се тоа? Видете, законот помина во парламент 2017 година, таков каков што е. Можеше да се реши во Уставен суд одамна, нели? Овој предмет стои откако дојде од Венецијанската комисија од 2019 или 2020 и оставено е во стендбај. За жал повторно нема некаква одлука, меѓутоа ќе се користи исто како што се користеше до сега. Користењето на албанскиот јазик во државата. Мене ми е жал што ДУИ се обидува да дефокусира цело време теми кои што се ирелевантни, небитни, за кои што нема ни некаков ризик, и ако се дискутираше во Уставен суд, во прашање беа само 3 членови од тој закон, 3 членови кои никогаш не беа имплементирани баш од ДУИ. Значи, за тоа се разговараше, толкава драма направија, толку бука од тоа. Меѓутоа, јас ги сваќам и ги разбирам, меѓутоа, за народот е потешко да ги разбере. Нив ги мачи тоа што неодговорно владее околу 20 години. Ниеден од нивните припадници не излезе никогаш пред правдина. Никој од нив не одговараше никогаш. Еве, кажете ми еден случај за 20 години некој од ДУИ да одговарал. Валјда, сега не велам сите се криминалци. Меѓутоа, валјда во тие 20 години имал 3, 4, 5, 10, 20 души кои што сгрешиле. Вие имате повеќе членови на ДУИ во Американската црна листа, отколку имате што одговарале во судовите во Македонија. Имате Артан Груби, имате Рамис Мерко, го имате Джеват Адеми, уште еден не знам кој беше. 4 членови се во црна листа на Америка, а ниеден член од ДУИ за 20 години владење никогаш не излегол пред македонските судови и да одговара. И нивната мака е тука. Не ги интересира ни јазикот, да ги интересираше ќе го реше одамна. Нели има посебно последните 2 години има огромна власт. Дури тие се причина што имаме ваков дисбаланс во македонскиот политички блок. Успеа да уништат скоро да ја доуништат една македонска партија и сега да има една македонска партија со 58 пратеници, друга со 15, 16, 18, колку се не знам точно. Така да, ја мислам дека добро што се во опозиција, нив не ги интересира ни патриотизмот ни ништо, само пари ги интересираат, ништо друго. Така да, времето ќе покаже. Времето е најдобар показател за тоа што направиле и како сега, кога се во опозиција, како ќе одговараат за криминалите, ако направиле. Ја не сакам да предпоставувам. Меѓутоа, ова е мала држава. Скоро сите секој со секој се знае и вакви вести се шират низ државата. Имаше повеќе, да речам, скандали кои што помина без никаква одговорност. Така да, ајде да видиме, периодот е пред нас, па ќе видиме. Например, за кој скандал? Па, овие 20 години, нели, од ДУИ, веднаш, пошта. Изгоре цела пошта. Или касите беа, или комбињата во поштата беа украдени. Уште колку такви има сега. Да, со пошта имаше неколку случаи. Па, повеќе, не да е само пошта, меѓутоа колку имаше, тоа ми текна сега, ми дојде на памет. И какви скандали има,
и никој никогаш не одговараше за ништо. Тоа е необјаснимо. Еве, ако е вака, вие сега не тврдите, затоа што има правосудство кое што треба да докаже судство, обвинителство, колку пари, на пример, за 20 години би можеле да се изнесат, да се украдат, да се сомневате? Нит сум некогаш размислувал дека имало злоупотреби, тоа гарантирам 100%. Јас знам само општина Гостивар кога ја земавме власта 2017, а и пред тоа професорот Руфи Османи кога ја зема власта 2009, собиравме материјали, пресконференции одржувавме за разни злоупотреби, за земјиште продадено за 15, 20, 70, 49 денари државно земјиште. И никогаш обвинителството не реагираше. Нели, треба на јавно кажан збор на нешто што веќе е увидено дека има неправилности, исто и во општина Тетово, колку што знам. Да не збориме и за други општини на локално ниво, на централно ниво да не збориме. Меѓутоа, немам представа за колкава сума на пари и колку е злоупотребено. Ете, да ги оставиме оваа судство вакво какво што е, или тоа што ќе се реформира наскоро, меѓутоа борбата против криминалот и корупцијата мора да започне во државата. Ако не започнеме и ние како влада, 6 месечна влада, ако не започнеме ние, ќе не нема како луѓе кои што живеат во оваа држава. Веќе пола милион луѓе се надвор од државата. За жал, едно од причините е и нефункционирањето, односно институциите немаат никаков кредибилитет. Кога велите уништија дури една партија, мислите на СДС? Па, така дојде. Се СДС последна година мој впечаток е, и ја бев дел од таа влада, на крај зборам за една година, не цела година, ние излеговме нели од јануари, меѓутоа впечатокот беше дека злоупотребија тоа што СДС зависе од нив како влада и затоа резултатите беа лоши. А зашто толку СДС зависе од ДУИ? Па бројките беа мишко така. Значи СДС има, ако не се лажам, 46 пратеници или 44, не сум сигурен. ДУИ беа 15 некаде и одредени други партии, значи 62, 63, 64 цело време. И мислам дека претераа со одредени работи, со фудбал во канцеларија, кошарка, со одредени однесувања кои што беа неодговорни, кои што беа лоша перцепција за народот, како ја доживуваат, како ги доживуваат луѓето кои што треба да извршат одговорни функции во државата, а не да играат фудбал и кошарка по канцеларија. Значи, однесувањето на ДУИ практично беше и казна за СДС, индиректно. Тоа е и една... мој впечаток не мој впечаток, и со кого да зборам. Добро, тоа е една мантра која што оди низ јавноста дека ДУИ практично му пресуди на СДС. Не велам дека само ДУИ, може би СДС имаше слаби резултати на крај, меѓутоа ДУИ го стави печатот и мој впечаток е не мој, туку ви велам и со кого да збораме дека ДУИ придонесе да СДС има вакви слаби резултати и денеска да имаме толку слаба македонска опозиција, што реално не е добро за државата. Кога немате добра и здрава опозиција, многу по слободно, да речам, и по релаксирано е позицијата, односно власта. Што подобра и појака и поквалитетна опозиција, толку повнимателна е власта и поодговорна е власта. Добро, што е со законот за употреба на јазиците? Зашто ДУИ прави, како велите вие, настан, циркус, не знам како го нарековте? Дефокус, драма, Дефокус од што? Од црната листа? Видејќи тие најавија пред да излезе црната листа. Тие знаеа, како што и ние имавме информации, дека тие има одредени случувања, како што знаеме повторно дека наредниот период повторно ќе има одредени настани кои што одат во штета на ДУИ. Значи, дојде некако време и тие одредени нивни функционери, без разлика како ќе излезат во судот, може да излезат дека се воопшто невини. Нели, еден се уапси после 20 години, еден функционер на ДУИ се уапси вчера, ако не се лажам, наутро. Беше финансискиот директор на СМ, бивш директор на паркови и зеленила во
во град Скопје, Адријан Муча, и периодов ќе видиме сега. Иако се инсталирани и инфилтрирани на секаде, и по судови, и по обвинителства, и по институции, значи имаат огромно влијание. Ја велам, често велев дека ова не личи многу на партиско организирање, отколку на некое друго, да не кажам збор, организирање, Значи, кое што... според вас не е ништо спорно на што, например, Уставниот суд ќе заседава, ништо не би се променило во однос на употребата на законот за употреба на јазиците, Значи, кој што е функционален од 2019, ако не Од се лажам. 2017 година. Е донесен, ама функционира од 2019. Од барам така, 2018 функционира. да. После тоа, по инсистирање, и ние бевме опозиција тогаш, Алијанса за албанците, инсистиравме дека нема потреба за да се испрати во Венецијанска комисија. Не се го испратија во Венецијанска комисија. Имаше 3 одредби од законот, кои што Венецијанската кажа повторно треба да одлучат собранието или Уставниот суд во Македонија. И тоа е во парите да стои албанскиот јазик. Се уште не стои, денеска не стои. После 6-7 годишно владење на ДУИ, 20 години уназад. Но на униформите има на албански. Нема. Како нема? А покажи ми една униформа. Па во Тетово валјда има на албански јазик. Никаде нема. Никаде, за жал, никаде Видите, нема. има некои информации, например, дека во некое министерство денес вие не можете да поднесете, ако е министерот албанец или ако поднесете барање за годишен одмор на не албански јазик, нема да ви одобрат одмор. На не албански. Не е вистина. Не институциите, само министерствата. Никогаш така не било ни во општините. Значи, бадиело ова што го прави ДУИ, затоа што таа ДУИ- седница, знаете дека беше жестока, таму имаше дури и тепачка меѓу Никола Груевски и Талат Џафери, за малку тепачка ки имаше. Се сеќавате на? Така беше, се сеќаваме сите, го гледавме тоа на телевизија, меѓутоа очигледно тоа беше на телевизија. Сега ја не верувам дека Американската амбасада без докази го кажува ова што го кажува, што излезе завчера, не во неделата навечер, за Артан Груби, дека основната причина зошто е ставен во црна листа е затоа што помагал и влијаел врз судиите во одлуката за Сашо Мијалков. Практично Сашо Мијалков бил во блиски односи со Артан Груби. Така испаѓа. Па добро, да беа Обвинувањето е тоа. ДУИ беа во И Енвер коалиција. Беџети, судија кој што е близок на Артан Груби, инаку и близок на реисот на ова На Иваза? исламската заедница, така да ајде да видиме периодот полека клопчето треба да се одврза, да ги видиме работите. Ова е удар за ДУИ? Ставањето на црна листа Видете. на Артан Груби, затоа што Али Ахмети денес можеше да се примети и во изјавата еден вид на револт, например, говореа на албански јазик, не сака да говорат на македонски, па веле на новинарите ќе ви пратиме транскрипт и така натаму. Села исто така не говореше на македонски јазик. Артан Груби имаше 3-4 дена пред да го стават во црна листа една слика што ја објави на социјалните мрежи. Значи Али Ахмети стои на сликата, а позади него слика една на Скендербег во која што сликајќи го Артан излегува со ова сабјата на Скендербег во сликата рефлексија. Артан Груби е скоро 10 години првиот човек на Али Ахмети, шеф на кабинет, прв вице-премиер, најблизок човек на Али Ахмети, и он често го кажуваше, го милуваше да кажува секаде каде што оди, дека тој е навивач, војник, извршител на Али Ахмети, и тоа беше јавна тајна. Значи, практично Артан Груби мене јас како граѓани, не како политичар. Како политичар посебно, црна листа на Артан Груби, значи првиот човек што е до Али Ахмети. Така да ја мислам дека ова е огромен земјотрес за ДУИ, тоа е очигледно. И ако ги гледате членовите на ДУИ овие 2-3 дена, нивните реакции, има огромно разочарување, а ја мислам дека периодов што е пред нас ќе има можеби други разочарувања. Во албанскиот или во албанскиот и македонскиот блок? Секаде кој што сгрешил ќе треба најверојатно и да одговара. Добро, ако Али Ахмети знае, претпоставам ако Артан Груби, како што видите, и така беше
практично тесна рака на Али Ахмети, тогаш оставам Али Ахмети знаел што прави Артан Груби. Не Артан Груби, туку и Али Ахмети има на албански јазик повеќе и пред кампањата и за време на кампањата кажуваше дека Артан Груби не може да го смени со некој друг или да го избрка од партија, бидејќи му е најблизок човек. Тоа јавно го кажуваше господинот Ахмети, а и господинот Артан Груби нон-стоп тоа, значи има емисии и на македонски јазик и на албански јазик, од кои што има и сечоци кај што вели дека тој ви кажав, повторувам, војник, извршител, навивач, политичар, човек кој што работи се по директивите на господинот Ахмети. Кога и двајца да го кажуваат идентичното, значи секако знаеле еден за друг што работат, односно Артан Груби не правил нешто без да му каже Ахмети. Практично ако е обвинет Артан Груби, а му кажувал Али Ахмети, ја мислам дека пораката е јасна. Пораката е сосема јасна од таму од кај што доаѓа. По фудбалот има жолт картон и црвен картон. Ова е жолт или црвен? Ја мислам дека ова жолт картон за господинот Ахмети. Пред исклучување или? Одамна му зборуваме од после избори 8 мај дека треба полека Дуи да почне да се реформира. Не велам сите луѓе во Дуи се лоши, секаде има добри луѓе и лоши луѓе, како и по секоја партија. Впрочем, дека треба да рефлектира, треба да седнат, да прифатат дека се опозиција, да ги реформираат своите редови, да постават нова генерација на политичари, нели после 20 години тоа е замори за него и тоа е работа 20 години да бидеш на чело на една партија која што нон-стоп е во власт. Мислам дека е тотално како да речам измор, односно замор, уморен за човекот кој што води, меѓутоа никако да го прифатат тоа и нон-стоп овој период не гледате балансер, употреба на јазик. Ништо не зборуваат, например, за економија. Ништо не зборуваат за здравство. Ништо не зборуваат за образование. Ништо не зборуваат за патишта, за канализации, за плати на луѓе, за социјални случаеви, за пензии. Што да говорат, опозиција се сега вие сте. Не, да не критикуваат зошто не ги подигнувате пензиите, покачите пензиите. Или платите во здравството, или условите во здравството. Или во образование, зошто не градите нови училишта? Зошто не планирате за идната година? Значи, или буџетот. Ништо од економија. Значи, ви зборуваат теми кои што ние подготвуваме закон за правична застапеност и велат балансерот. Нели, со тоа почна, СДСМ го тригерираше. Ете, ќе има нов закон. За месец, 2, 3, колку да се усогласиме тотално, ќе има нов закон за балансерот не функционираше. И сите го кажувавме тоа. Дали ние не бевме да се тргне. Прво нека дојде законот, па после бевме, значи кога разговаравме со ВМРО, прво нека се спреми законот, после го тргаме балансарот. Меѓутоа, за тоа инсистираше СДСМ. Опозиција има право. Се тоа е одлука на уставен, што правиме? Мораш да прифатиш, но во меѓувреме сме усогласени, подготвуваме закон, се надевам дека ќе има закон за правична застапеност на сите категории, не само етничка застапеност. Знам какви ви се односите. Му порачевте еднаш на Максим Димитриевски, спушти малку топката. Тие се дел од владата. Но некако сте на различни страни. Па во многу работи се разликуваме. Меѓутоа не мора да значи дека ако сме во иста влада сме сите идентични исти. Се разликуваме едни со други. Шаронолика е владата, така знам се како дека се разликуваме во повеќе работи. Знам се нормално. Тоа е за мене дел од СДСМ, која што тера една политика, која што тие така сметаат, сигурно и нивните пиар експерти така сметаат, дека треба да се истакне малце повеќе со национализмот. Најверојатно така мисла дека ќе повлечат повеќе македонски гласови, повеќе членови од СДСМ. Но вие испративте порака до Максим Димитриевски, полека малку не се леде толку да аѓаат локални избори. Па видете секако. Ќе дојде, има одредени градови, неодредени, повеќе градови, кај што
ниту албанец, ниту македонец може да победи без гласовите на албанците или македонците. Ете, ти земам Тетово гостива, например, Струга, Кичево, Девар, без гласови на македонски, албанците не може да победат. Исто е Куманово, Скопје. Ако го бойкотираат, а тешко е сега и искрено е тешко да им кажеш на луѓето, ајде гласај сега за Максим Димитриевски. Со овие ставови што ги има во последно време. Па добро, вие имавте договор на подпишано со него дека... Имавме 2021 година. Така. Излеговме заедно на избори. Значи му помогнавме во локални избори таму, во Куманово. Меѓутоа, тогаш немаше, знаете, Максим збореше и албански во кампања. Позади него стои албански знамења за време на кампањата. Постојат и слики. Се однесуваше супер коректно и со нашите членови таму. И со нашите функционери кои што се многу малку, меѓутоа ги има во општина Куманово, што е искрено и има доста инвестиции во зоните кај што живеат албанци во Куманово. Ова мора да кажам искрено, што е добро, добро е. Меѓутоа со овој наратив што го користи последно време, искрено јас на крајот на денот ќе треба за 10 месеци има локални избори. Он ќе треба во Куманово да бара албански гласови. Ако оди пак за градоначелник. Ако оди. Абе и неговата партија исто. Исто неговата партија. Он е пак председател на партија. Да не забораваме, пак треба да остави барем председателот на партијата, треба да остави простор за да утре можеш евентуално да соработуваш со некоја партија и да собереш гласови од друга една етничка заедница. Можно ли Јали Ахмеди да заврши на црна листа, според вас? Не знам, тоа го подготвуваат во Вашингтон. Тоа не можам да кажам сигурно, меѓутоа дека Би ви изненадило? не би ме изненадило, воопшто не би ме изненадило, меѓутоа дека е скоро крајот на политичката кариера на господинот Ахмети, по тоа сум сигурен. Локалните избори ќе бидат печат и јас се надевам дека вечерта, било кога да се одржат во октомври, најверојатно локални избори, тогаш ќе биде и оставката на господинот Ахмети, ако не се случи евентуално пред тоа нешто да се повлече за некаква причина од политика. Ова со знамињата што беа прославите, и тоа го вперувате прстот кон Дуи дека беше организирано за да се предизвика? Јас не го велам, тоа го кажува, значи министерот за внатрешни работи излезе кажа дека во одредени места има се вмешани одредени функционери на Дуи. За македонската опозиција не знам, можеби и од таму има нешто. Меѓутоа добро е што се успеа да се превенира некако и да се надмине и да се помине без некакви посериозни инциденти. И тоа е многу важно за нас како влада. Вие како го цените тоа? Како го гледате тоа дивење, ако можам така да кажам? Дивењето не е убаво, ни од едната, ни од другата страна. Значи, треба да се почитуваме, бидејќи живееме заедно, не сега, со векови, а ќе продолжиме најверојатно додека останат овие луѓе што живеат тука, и нашите деца и нашите внуци, затоа меѓусебната почит е многу добра работа. Значи, обично вакви инциденти, знаете кај се случуваат? Кај што се сиромашни држави. Кај што се побогати, исто кој, не знам каде, слушав неко многу паметно кажа. Исто и во Германија, и во Швајцарија, и во Италија, и во Америка, кај што живеат македонци и албанци, си празнуваат своји празници. Меѓутоа не се дивеат и немаат ништо против знамињата на едни со други. Зошто? Затоа што имаат релативно добра економска состојба, не ги мразат луѓето, напротив, тие што им се сограѓани ги почитуваат. Така и тука треба полека атмосферата да почне од политичарите. Ја мислам дека народот е многу порационален отколку политичарите. Народот, освен маргинални структури кои што се обидуваат намерно или ненамерно да предизвикуваат одредени инциденти, генерално народот убаво се живее. Одамна ви велам, со векови и сега и понатаму ќе се живеат. Посебно ако успееме да ја подобриме и економската состојба во државата, ви гарантирам дека полека сите ќе зборуваме за
одмор, за здравство, за подобри училишта, подобри градинки, подобра канализација, подобри спортски терени, подобри клубови. Не, ќе зборуваме ние и за здравство и за пари, бидејќи во здравството има многу пари, но само јас сакам да го заокружам овој дел. Уште сте настават за албанскиот јазик како услов што го дадовте на ВМРО да помене за гласање на уставните измени за внесување на бугарите. Кога ќе се отворат уставните измени за албанскиот да биде втор службен јазик. Јас продолжувам да мислам дека ниту за македонците не значи нешто дали ќе стои јазик кој што го зборат 20% или ќе стои албански јазик. Доколку имаме меѓусебна почит, секогаш треба да бидеме флексибилни и попусливи едни према други и да ги разбираме. Да се разбираме едни со други. Ја мислам тоа дека воопшто ништо не им пречи на македонците дали ќе стои 20% или албански јазик. И продолжувам да мислам на тоа. Вас ви пречи? Што? Ова, што го велите? Ете, често го користам. Да речеме јазик кој што на го користам. македонците не им е битно дали вас ви пречи ако стои 20%? Не. Еве, например, да кажат јазик кој што го зборат 60%, 54% од население. Мислам дека не е убаво. Или Бугарија да кажат јазик на Северна Македонија. Што... Тоа е вртење на тезата се. Во Македонија службен јазик е македонски. Секако. Тоа Затоа велам. него ни некој Па не дека одите 54% и 6%. Сакам да бидете во емпатично зборам. Не, ја ве разбирам, но тоа произлегува но тоа произлегува од рамковниот договор. Тие проценти не се од ракав така. Во ред. Меѓутоа се подразбира за албанскиот јазик, нели? Во следните 50 години, барем по сите демографски анализи, нема некој друг да биде над 20% или албанците да бидат по ова како бегаат луѓе, не бегаат само албанци. Бегаат и македонци, и турци, и роми, бегаат сите. Бегаат од системот, да. И сега вие кој ќе кажете вака и сега некој ќе ви рече, добро, зашто во Делчево на пример може да пишува полициска станица или здравствен дом на албански јазик? Еве, многу едноставно. Ние нели живеевме во една друга држава пред осамоставувањето на Македонија. Во Југославија. Во уставот на Социјалистичка република Македонија од 74-та? Од 74-та, уставот на Социјалистичка република СРМ беше од 75-та, ако не се, или 76-та. И службени јазици стојат македонски, албански и турски јазик. Добро. И што видовме лошо од тоа? Се користеше во Делчево албански? Не се користеше, бидејќи не му треба на некој албански. Меѓутоа, таму кај што се користи, што ни еве Гостивар, Куманово има 5 службени јазици. Гостивар има 3, турци 7, 12%. Не во мое време, пред да бидам ја градоначалник, професорот Руфи Османи со совет одлучиле и турскиот да биде официјален јазик во Гостивар. И сите, значи, едногласно изгласале, сите советници. И македонци, и турци, и албанци, и роми. Што ни пречи? Ниеден турчин не дошол во општина да ми побара специјално нешто, само да ни пречи, да ни прави. Имаме еден работник таму, кој што е како преведуваш по турски. Ја не мислам дека луѓето би го злоупотребиле. Дури би имале разбирање доколку, нема некаде кај што живеат само 50 албанци. Иако сега со ваква технологија, ваква развој на технологијата, за било каков документ, може превод да организирате за 15 минути од дистанца од некоја друга установа. Така, не сметам дека е ова нешто што колку што ние драматизираме и тоа го усложнуваме. Јас ве разбирам и она како велите емпатично го кажувам ова, меѓутоа, знаете, малку ако влезете па во душата на македонецот или во телото на македонецот, може малку пречи, знаете, кога движите, особено низ Тетово Гостивар, кога ќе видите дека нема ниту едно македонско знаме. Не е така. Движи се и во Тетово и во Гостивар и ти гарантирам дека секаде ќе видиш и македонско. Може би има повеќе албански знаме. Сериозно ми го зборувате ова? Еве, поминете еден ден. Поминувам, нема ни едно македонско знаме. Организирајте со една камера, еден ден поминете, ви гарантирам дека за празници
секогаш има македонско, турско и албанско знаме. Ама тоа мора да има за празник закон, тоа мора да се стави за Ама закон. и Мора да се стави за да и се институции, одбележи. ако зборувате дома, некој има македонско знаме, некој има албанско Не, знаме. ја не Меѓутоа нема говорам секоја дома, куќа меѓутоа знаме. вие ако тргнете од Гостивар за да стигнете до Кичево, цело време се албански знамења. Да, во одредени места има и македонско знаме и албанско, доминираат албански знаме. Меѓутоа има и цркви, А има и зашто џамии. албанско знаме? Зашто не ставате косовско? Зошто не се кава? Видите, тоа е Не можам да разберам. Зашто, Не, зашто, например, јас се ти албанско не објаснам косовско? зашто. Значи, косовското знаме е на државата Косово, а знамето на албанското знаме не е само на држава Албанија, на сите Ама во албанци. Косово има албанско знаме? Вака во Приштина? Повеќе отколку што косовското. Ќе треба заедно да се прошетаме. Ете, прашајте, Ќе треба уште заедно некој да се прошетаме. во Косово раритет е да видите некаде косовско знаме. Генерално се користи, тоа е знаме на албанците. Како што македонците го користат знамето и го користат, најверојатно, и тие што се во Бугарија, и тие што се во Грција, и тие што се во Албанија, и тие што се во Косово, го користат знамето на Македонија. Добро. Дали е кутлеш тоа, дали е државното знаме, Ова со законот за јазици уште ви е еден од условите за бришење на 20% да биде втор службен јазик? Јас сум отварање на оптимист дека ќе изнајдеме решение, иако приоритет ни е започнувањето на преговорите, меѓутоа јас се надевам дека оваа влада ќе изнајде некакво решение, повеќе проблеми да ги реши. Сега, дали до крајот на годината може да се очекува некаков расплет во однос на Македонија Бугарија, во однос на вметнување на бугарите во уставот, на што европјаните постојано го повторуваат? За жал, повеќе работи се комплицираат, за жал. Нова администрација во Соединетите Американски држави, во Бугарија се уште нема председател на парламент. Ако нема ништо ново овие 2-3 дена, нема влада. Не, тоа Проблем- нема врска тоа со со во кого? Бугарија со ние Не, видете, нас пораката од Европа, ние господин- бугарите во уставот па ќе влезете секако. почнете Меѓутоа, за разлика ете господинот Мицковски кој што има 58 пратеници. Сакали не ќе ли јасити. Нема што да сакаме, бројки се тоа сакале, некаде. Тоа ти велам, бројките, тоа да. се бројки кои што народот му го Да. дал. Без него може да се направат уставни измени. Без кого? Без Мицковски. Не, Без ВМРО. не. И 15 да има не можеш да направиш без ВМРО. Неговиот Не став, 58, неговиот јас- став е дека треба да има некаква гаранција за државата дека оваа ќе биде последен услов. Или тоа што го кажали за време на избори, прифаќа веднаш да промени устав, меѓутоа тоа да биде со задоцнето имплементирање. Да, не, јас ве прашав како дел од владината коалиција за тоа дали Тоа беше прва точка и дали до најважна. крај на година може да се очекува, иако веќе е известно дека Тоа тоа беше е тешко извадливо. Прва точка и најважна за нас. Се друго, верувајте, да се друго ќе се истера, не е проблем. Меѓутоа, започнувањето на преговорите е добро за сите граѓани. Не зборам за албанци тука, и за македонци, и за албанци. Добро е да започнеме преговори, да не останеме во таа група со Косово и Босна и Херцеговина. Оти ако Албанија веќе се разделува, февруари започнува преговори, ние остануваме во проблематичната група, искрено. Меѓутоа, господинот Мицковски со право, да не ни се случи 2018 се стикаме во авион, дека започнавме преговори и после Франција не условува, па излегува Бугарија. Да. Он бара гаранција и он има 58 пратеници, велам, било која математика друга не дозволува и со неспорно, право да, и со право бара гаранција да не условува, да не биде повторно сменивме и ова. Не, дали вие му давате поддршка во однос на барањето, зборам како дел од коалицијата? Ние инсистираме што побрзо да започнат преговори. Можно е? Ние ја Дали гледате до пред 10 дена бев оптимист. Сега оптимизмот е се помал и помал. А тие обиди за дестабилизација вистините се што ги говори Мицковски? Видете, такви во почеток јули, август, септември, јас како да речам политичар во државата, имав одредени информации дека имаше такви, може би беа само лав муабет, разговори, меѓутоа имаше и такви иницијативи, дека може. А сигурно господинот Мицковски, председателот на државата, кои што соработуваат и имаат под нив се одредени
служби имаат повеќе информации, меѓутоа ви велам дека некаде нешто и се разговарало за евентуална дестабилизација во Македонија. Изет меѓутоа може да се врати во ТУИ, бидејќи денеска пораката негова, вчера пораката негова беше господин Ахмети ви кажавме, меѓу другото и ова вие што го говоревте, Ахмети денес вели дека ќе почекаме да видиме што ќе дали ќе се потврдат сите обвинувања за Артан Груби, тој е совесен човек, ако било што има сам ќе се повлече, индиректно не го предава Груби. Он, значи господинот Изет Меджити е негова одлука, сега за сега функционираме генерално добро, одредени недоразбирања има во секоја партија. Кога сме 4 е погломазно тоа, потромо функционира, меѓутоа функционираме и се надевам дека до локални избори вака ќе функционира. Добро функционира? Функционира. А уште ова, можно ли Изет Меджити да биде главниот реформатор на ДУИ, кој што ДУИ би го внел во влада на Мицкоски? Па, се е можно, иако мислам дека ДУИ, главниот реформатор во ДУИ, мислам на ДУИ треба нова генерација, мое мислење. Меѓутоа пак тие како структура, како партија одлучуваат. Меѓутоа мислам дека им треба, а имаат луѓе внатре кои што се квалитетни, ДУИ не можам да кажам дека сите се лоши. Да, така да секако. За Мицкоски велите постојано му верувам на Мицкоски, во кампањата за Заев велевте дека може да биде Тито или можеше да биде Тито. Да. Сум кажал дека господинот Заев имаше шанса да биде Тито. Имаше шанса. И една работа е неспорна дека го направи, а тоа е работата на Македонија да стане членка на НАТО. Тоа е неспорно. Меѓутоа, борбата против корупција и криминал, очекувањата на луѓето 2017 година, ја исто бев член на влада, 100 дена, не повеќе. 100 дена. После 100 дена има едно отворено писмо што го напишав на господинот Заев, стои уште тоа писмо, тоа е некаде ноември, декември, после локалните избори. Значи, ДУИ и СДСМ има заедно 59 пратеници. Алијанса имаше тогаш 3 пратеници. Без пратениците на Алијанса немаше да има нова влада, а прво се направија, значи СДСМ и Алијанса успеа да направат 52, па после притисокот на ДУИ за да стане дел од тогашната влада. Меѓутоа, после тоа беше разочарување, за жал. Знаете, со специјалното јавно обвинителство, со влегувањето во мантрата на ДУИ, во функционирањето во истил. Добро, да дело тие луѓе се практично ја често велев не беше целта место Никола да дојде Зора. Целта беше нешто да се смени во државата. Ја имав огромни очекувања како градоначалник кој што бил 3 мандати, како човек кој што е добро стои со бизнисот, дека има цел да направи нешто добро за државата. Меѓутоа влезе во играта на ДУИ, практично на крај заврши исто како ДУИ. Добро, Заев беше жесток. Не Заев се, зборам за владата на СДСМ. Да, Заев беше жесток критичар на ДУИ во време на кампања, последните 2 години, но дел кога го споменувате СЈО и случајот како беше рекет или не знам кој дел од тие структури кои што сега се излезени од затвор, па се лепат на оваа владеачка гарнитура. Пасоши на белосветски оштаплери, криминалци, па одредени работи кои што не беа убави. Ама ќе се согласите дека некој од со работката со Мијалков и со таа група, па заеднички. Но има некои структури па кои што денес се со оваа гарнитура или не? Јас, видите, бандите за среќа моја не ги знам, не ги познавам. Меѓутоа знам дека Мијалков, колку што знам ја, не е дел од оваа структура, дали има блиски луѓе кои што толкава е. Ја говорам за компромитирани луѓе кои што циркулираат, плюкаат против денешната опозиција, против СДС, против Заев и се поблиски до ВМРО ДПМН. Може би постојат и такви структури. Ја не знам кои се, меѓутоа, видите, дел од СДСМ отиде со ВМРО овие избори. Знаме дел од СДСМ, не е ништо друго. Добро.
ако отидам понатаму, да не си отвориме билја, но не билја. Не можеме да си отвориме билја, но не сакам да го спуштам толку нивото на муабетот. Некои луѓе едноставно не заслужуваат да се споменат. Дајте ми го малку здравството, како се сноѓите? Да бевте 100 дена во времето на владата предводена од СДСМ, тогаш на Заев тргнавте амбициозно, ако сакате и Пировски, Ало Тараваи и така натаму, направивте еден ваш рейтинг. И денеска вас ве гледаат како доктор Таравари, ретко кој ве гледа како албанец македонец, иако на моменти имате некој националистички изблик, меѓутоа политиката тоа го дозволува, можеби или е вашата емоција. Што се случува сега во Министерството за здравство? Каква е ситуацијата? Тоа е за министерство кое што е поврзано со фонд за здравство. Тамо се вртат поприлично многу пари. Имаше многу афери апропо случајот на онкологија и така натаму. Добро, Ставивте ли нешто во ред? Колку започнавме 5-6, ова е 6-ти месец тераме во Министерство за здравство. Нормално ни треба период за консолидирање. Секако и си анкетираме и меѓу докторите, и меѓу пациентите, меѓу граѓаните. И искрено, релативно добро стоиме со... Колкав е вашиот буџет, министре? Буџетот на здравство, сега не знам точно со бројки колку е, меѓутоа нешто повеќе од минатата година, од 2024. Збориме за буџетот од 2025 година. Точна цифра, не сакам да излеземе смешни. Дали ќе има пари за инсулин, дали ќе има пари за... За основните работи ќе има секако. Вие денес кој ќе отидете, некој ќе ви рече, па добро е, мајка ми чека да оперира, не знам, колку или било што, ништо нема во државните болници. Јас сакам нешто искрено да кажам, не сега кога сум јас министер. И тие што беа пред мене, зборам за последните 8, 9, 10 години. Ма и 20 ако сакате. 10 веќе збориме, ја толку сега можам да ги анализирам. Времето на чекање во Македонија никад не било за критика. Никогаш. Значи, магнетна резонанса во Германија или Швајцарија ќе чекате 5 месеци, 6 месеци. Се согласувам, 6 месеци. И во Канада и било каде ќе чекате. Кај нас 1 месец и се лути. Лути се затоа што не функционира, не работи. Ви имате компјутери кои што ви стојат, кои што не... Нема компјутери кои што стојат. Има акцелератор кој што е купен и не е ставен во функција. Зашто? Апаратите, што се случило тоа 2014, 13, 12, планирало да се изгради бункер за акцелератор во Штип, болницата стопирана, сега веќе не се гради и во план е за една година. Значи, јас сакам јавно да кажам, сите програми кои што се за превенција на болести, за лекување на основни болести ги имаме. За ретки болести се е исто, дури нешто повеќе можеби, за вакцинирање повеќе. Се е покриено, дури малце повеќе и подобро отколку 2024 година. Меѓутоа, прв пат веќе влегуваме после 10 години во капитални инвестиции. Што се капитални инвестиции, што сакам граѓаните да ги знаат. Например, болницата во Кичево, општа болница, е започната да се гради 1986 или 8 година. СФРЈ. И таа веќе е амортизирана, карабина е. И идејата е идната година да се започне. Таа од 86-та. Таа од 86-та да се среди, веќе имаме заинтересирани страни кои што сакаат да влезат, да изградат, и Штип болницата. Започна 2012 или 13-та, останате таму. Застана па најави дека ќе продолжи. Не, активирана беше минатата година од Фатмир Меджити банкарската гаранција, раскинато, и сега сигурно ќе победиме во арбитража, 100% имаме право. И сега треба овие две болници да ги започнеме идната година. Колку пари чинат тие? Колку ќе чинат, чекаме да имаме од офер, како се вика, како доаѓа понуда од компании кои што се заинтересирани. Веќе од владата имаме одлука, ја како министер да им дозволам на сите компании кои што се заинтересирани да влезат. Добро, колку имате вие на располагање пари? Немаме ние. Идејата е да направиме некаква соработка со одредена земја. Има неколку земји кои што се заинтересирани да изградат. Меѓу нив е и Маđarска, Унгарија претпоставам. Не, Унгарија. Не? Други држави се европски држави. И Маđarска е европска. Меѓутоа овие се, да речам, топ најбитните држави во Европа, меѓутоа една и
и која што е излезена од Европската унија, кои што сакаат А зашто да не ги откриеме голема кои Британија. се Добро, интересни? Земјите барем можеме да ги и кажеме. Франција, голема Велика Британија од таму има луѓе кои што се интересни. Тоа би било На- јавно-приватно партнерство нешто? Не, или? Не? тоа би било тие да влезат, да се изгради болницата, двете болници, и ако ние сме задоволни, после може да размислиме за клинички центар понатаму, откако да бидат изградени, со клучна рака, тогаш државата да плаќа Кирија? кредит. А, кредит. Мгм. И тоа останува на собственост на државата, што е релативно добра понуда, интересна понуда. Значи, сега говориме за Кичево и за Штип. Така. Кичево и Штип. Скопје се Скопје, тргна како идеја. Бидејќи се клиничка отвори болница? идеја. Нов клинички центар. Нов клинички центар, прво да видиме со оваа како ќе ни одат капиталните инвестиции. Да не се залетаме сите министри и ја. И јас тука 2017 почнавме сега. Значи, предпазлив сте поприлично бајање. Подобро да бидеме внимателни. Како беше она еднаш кога ќе се изгориш и на кисело млеко ќе дуваш Подобро, после. ајде да чекаме да почнеме Штип и Кичево. 2025 на крај, ако веќе започнавме таму и се гради нешто, продолжува, А кој гради сега во Штип? ќе видиме. Сега не се гради ништо Ќе има така? јавна понуда. Аха. Ќе издаде тендер, кој Добро. ќе даде подобра понуда, Аха. тој ќе сега земе работата и готово. И за колку би биле готови? Ако речеме се заврши како што треба, почнуваат со работа. Од сега проекцијата е, ако започнеме, на пример, јуни или јули идната година, 2025, јуни и јули 2027 треба да бидат завршени. Приближно 2 години. Меѓутоа, повторно ќе ве известиме кога и ќе биде апсолутно, тендерирано. Сигурно Тоа ќе биде нема да- и голем настан. и настан ќе биде, меѓутоа и Мгм. убаво е 30 години ни една болница, кажи ми една болница изградена. Нема. Нема. Струмица, Болница, 2017 здравствен дом да ви кажам, не болница, каква болница? 2017 година, ја кога дојдов како министер за здравство, за тие 100 дена, ми кажаа дека Струмица ќе ја промовираме до пред Нова година, 2017 година. 99% од работите е завршено. Добро. И останато е само уште 1%. 2017. И сега сме 2024 година. 7 години. Таа болница е изградена, средена, само треба интериер да се стави внатре и да се среди некој кабел и да се пушти во А употреба. што се чека? Што се чекало, сега ние ќе го пуштиме тоа. Најверојатно до идната година, до мај, јуни, таа болница ќе биде промовирана. Веќе е најден и дел од инвестиции ние, дел невладини организации. Се надевам дека болницата која што можеше, и требаше, крај на 2017 ќе ја промовираме 2025 година. Мгм. Нова болница во Струмица. Добро, тоа веќе се заокружува. Нова болница Свети Еразмо. Исто Охрид. така во Охрид. Тоа е започнато исто 2017 планиравме за една година тоа да биде готово. Уште 13% од работите се оставени. Не можеме да ја завршиме до јуни како Струмица. Ја јавно кажувам, јуни би требало да ја пуштиме Струмица во употреба. Свети Еразмо, ако успееме до Нова година, Па немате 2025. мајстори, многу работат на патот сега, веројатно за тоа. видете, и на патот- Охрид Кич. и патот интензивно го работи. Мгм. За разлика од тоа што се случуваше порано. Да бидеме искрени. Сега интензивно се работи патот и Гостивар Кичево и Кичево Охрид. Значи интензивирано е максимално. Добро, ова во Еразмо е реновирање целосно или Тоа е реновирано и Аха. таму веќе се амортизира. И таму требаше 2018 биде пуштено и оставено е тако. Други работи, меѓутоа ова не е средено. Ние мислиме дека повторно и ова ќе се амортизира, како ова 86-та, 88-та што кажувам за Кичево. И тоа ни е приоритет од капитални инвестиции во здравство. 4 значи имате, ако Нешто добро имаме сватив, во така? Прилеп, нешто имаме во Аха. Тетово реновирање, почнавме интензивна интернистичка во клинички центар, тоа ќе го промовираме пред Нова година, како што има ургентен хируршки во хируршки сали, Добро. сега на токсикологија ќе има ургентен интернистички. Значи интернистичките случаеви таму ќе се однесат, хируршките во хирургија. Психијатрија ќе промовираме пред Нова година, реновирана Тоа е психијатрија во државна? во државна болница, хируршки сали на
хирургија во државна болница започнуваме. Карил веќе се работи нова интензивна нега во клиничка болница. Идна година планираме хируршки сали Тетово и 8 септември. Овие се тие работи што се планирани за следните, да речам, 15 до 16 месеци. Ова се вако убаво звучи и сега, например, вако од страна, ако гледате, ги ви речам, што говори министер? Нема газ до вчера, операционите сали не и работи, а сега ми најавува 5 болници ми најавува. Кичево, Охрид, Штип, не знам. Прво, има ли газ? За да Има... крај на јануари ќе има. Така беше и проекцијата, крај на јануари 2025. Се уште нема? Не, за Има болниците. газ. Има газ, меѓутоа ќе има плюс и бекап. А што е проблем? Што е? Операционите сали функционираат ли сега? Функционираат комплетно сега. Добре, Меѓутоа се инсталира и ново. Да, вие најавувате, немаме газ, немаме елементарни работи. За да објасниме за граѓаните, оти не знаат многу здравство. Не, Обично не се знаат, незадоволни, имаат предрасуди дека се е лошо Не, таму. видете, Ајде и таа перцепција малку се менува затоа што сега повеќето можете и да движат и ќе отидат и барем јас сум имал случај кој што ќе ми речи, ќе ми каже, знаете како е во Канада? И сега тој го каже, не дека ве правдам вас, има еден куп критики не на вас, туку на системот здравство. Тој во Канада седи го добива напад на жолчка едно друго, ќе си чекаш 6 месеци, ама тама нема веднаш на Facebook пишување дека мора веднаш да се прима. Кај нас е друга приказката, но нас ни се случуваат елементарни непогоди во наводници, министр. Умираат деца на клиникава, никој ништо не одговара за детски болести. Имате случаи на онкологија, сега да видиме дали е вистина, дали е политичка местенка, што како се случувало, не може да е политичка местенка затоа што се отвори случај во обвинителството. Веќе се е земено. Треба јавното обвинителство да излезе. Не можам ја како министер да кажам лошо било, добро било, има грешка. Не, нема грешка. дали е вистина тоа што се говореше? Се што беше барано од министерство е дадено, не од мене, од претходниците мои. Ајде да започнеме. Позитивна листа. Нели 15 години само еден лек е ставен. Да. Се ставивте 9. 9 одеднаш. Добре. И идната година уште 3-4 ќе би да стави. Значи 12-13 лека за една година мислам дека е успех. Добро. Па добро проширено, јас како конзумент бидејќи сите новинари имаат проблем со притисок едно друго, може да видам. Зошто другите не го ставија тоа? Видите, бизнисот во здравството е страшен. Вие претпоставам добро го знаете. Ама јас го знам тоа. Знаете зошто тоа се пролонгирало? Тоа беше некој бизнис ориентит министер, ќе го оставиш, ај понатаму ќе видиме. Ја ќе формирам моја комисија. А на кој му пречи да нема лекови на позитивна листа? Па секој сака да има своја комисија. Ја прифатив. Таа комисија било таа Не, продолжува. на аптеките им пречи, кој не сака? На веледрогериите на кој им пречи? Па има полно работи на кои што им пречи и не им пречи, меѓутоа вака се одолговлекува. Да бев деструктивен министер, ќе дојдев, ќе речев, јас ќе формирам сега нова комисија. И таа нова комисија уште еднаш нека ги земе сите лекови. Меѓутоа прифатив. Тоа што работеле професионалците, одиме со проширување. Проширивме. Значи 15 години немало позитивна листа. Колективен договор. Добро. 2017 јас преговарав со синдикатите за да направиме да потпишеме нов колективен договор. И не успеа 2017 за 100 дена и после дојде уште 5 министри и никој не успеа. Сега го потпишав. Со покачување на плати. И на сестри, и на доктори, и на сите здравствени работници. Сестри бегаат уште или не? Бегаат како не бегаат. И доктори, така? Специјализанти. Нели 10 години приватни специјализанти се жалат. Да. И протести имаше. Сега ги вработуваме 300 во декември. Има одлука на влада од август. Ги вработувате како Првите 300 како доктори ги вработувате? како доктор. Нели 10 години можеа други министри пред нас да го направат тоа? Па може да. А зошто не го Тие реши? кутрите дури волонтира и многу голем дел од нив и Зошто не бегаат. побегаа? Затоа што има политика министри. и овие се- Денеска, ама- денеска може некој да вработите Слушајте, доктор ако не е од политичка тие- провиненција. Слушајте, 580 до 600 доктори приватни. Мислите дека ние ги знаеме од која политичка партија се тие? Ај се, мала е Македонија, како рековте вие.
Па не. зарем може некој да отиде да без да даде амин од партијата, некој Не, тоа овој се да влезе? приватно специализираат. Не, за специализациите да говорам, јас за специализациите да приватни, но за вработувањето. Не, јас зборувам за приватни ве сватам. специализанти. Добро. Тие се Да. од секоја партија кои што не ги примиле државно, не се вработени, приватно се плаќаат, се специализираат и се потенцијални кандидати, завршува, немам работа, еве, им наоѓам работа во Софија, во Солун, во Приштина, во Белград, во Загреб, во Љубљана, бараат доктори. И ние ги примаме 300 до нова година. Договорци во здравството, од кога ги има? Оху. Нели, Сите на сите Од- избори ги лажат. сега им даваме скоро над 1000 договорци да поминат во решение. Нешто не се фалите во последно време, не знам зашто. Зашто? Па, например, ја ова не сум го знаел за 1000 вработувања. Да. Јас го кажувам, кој сака да го слуша. Еве, ја го кажувам, пред нова година ќе им дадеме решение. Значи 1000 сестри и 300 доктори. Пред нова година ќе бидат вработени. 1300. И плюс Тоа е на ниво на Македонија, така, не само во на ниво Скопје. на Македонија. Така. Тоа се договорци, не сме ги вработили ниту јас, ниту ВМРО. Нели, ниту Аха. Влен, ниту ВМРО, сакам да кажам, ниту знам. Кој ги вработил? Кој стигнал од пред 10 години? Има македонци, роми. Генерално се хигиеничари, болничари, возачи, чистачи. Значи, категорија на луѓе кои што се мачени и на кои што им е кажано следните избори, помагајте уште овие избори, следните ќе ви дадеме решение. Сега не Цело ги време бираме, така, да. сите им даваме by default. Сите земате решенија и уживајте. Кај сакајте да Каде гласате. има најмногу недостаток на доктори, на медицински Највише има сестри, на за жал во внатрешноста и таму пак ти има. Значи збориме за градовите, за селата не ни стигнувам, така? За селата ние бараме решение. Ја идната недела сакам да седнам со министерот за информатичко општество. Ја на времето се сеќавам како дете дека еднаш или два пати до неделата кај баба ми во село дека се знаеше дека тогаш доаѓа доктор, имаше амбуланта. Ние Така. можеме сега една од алатките кои што може да ги користиме, нормално не советуваат луѓе кои што се занимаваат со ова е телемедицината. Значи кај што постои амбуланта, постои медицинска сестра, а нема доктор. Да имаме 2-3 центри во државата кај што ќе бидат општи доктори или во ургентни центри, кај што имаат монитор и во таа амбуланта да се стави само еден монитор. И пациентот кога доаѓа, медицинската сестра по препораки на докторот вели какви симптоми комуницираат, значи се Така гледа. е, да. Тоа Ќе измери притисок, ќе каже на што се измерете така притисок, измерете гликемија, земете отоскоп, Да. дури тоа беа печалбари од во Америка или во Канада, македонци кои што ми донесоа апарат интересен и ми рекоа ако отворите центар за телемедицина, ние ви донираме За 100 телемедицина, така тие не, апарати за уво. Значи сестрата само става, докторот веднаш гледа во мониторот увото на пациентот. направивте многу тоа да видам да не верувам ова сега. Ама не е филозофија, не е Па знам дека се не е и не кошта филозофија, многу. да. Само треба добра волја. Ја не велам дека ќе го направиме за еден месец. Да. Можеби ќе ни треба една година. О. Меѓутоа и крај на една година да функционира или стетоскоп. Става стетоскоп, одма дава бранови на работа на срце. И докторот го гледа тоа во мониторот. А зашто да не отиде докторот во село една амбуланта да има отворена, да соба му треба да просторија. Толкави проблеми имаме со рурални средини, со доктори да најдеме добро е таа опција. Ако успееме, докторот, например, кој што ќе покрива 5 села. Дури сега со покачувањето на платите и со колективниот договор покачивме повеќе плата Добро. на тие што работат ви во се брза направиле некои помош, бенефиции, во интензивна Вие нега. барем знаете во Југославија како тоа функционира. Секако. Меѓутоа пак ќе биде проблем да се изнајдат. Сега не сакале сите. Матични Се знае доктори. секој од каде се почнува. Не е Меѓутоа- дека вие во село, ако отидете дека ќе ви падне круната, меѓутоа дали се има Само ви волја? велам дека еве јас знам повеќе Полошко, таму доаѓам од гостивар, повеќе од половина од селата немаат воопшто доктор. И не е никој заинтересиран да оди. Министре, ве задржувам повеќе од времето. Колку пари врти здравствениот бизнис од прилика со се веле дрогери? Милиарди се вртат во бизнисот во здравство? Секако дека да. Меѓутоа не можам да кажам точна цифра, немам таква информација. Но Меѓутоа милиарди се вртат, да, сигурно, видите, само за само за здравство во буџетот на Македонија е околу 1 милиарда евра. Значи Министерство за здравство и фонд.
Службата за заеднички работи ви функционира уште? Функционира, Па таа дужи кај што ќе стигне. Вода не вода задолжена, плаќате? меѓутоа полека ги плаќаат долговите, намален е долгот. Вода, храна кој што носат луѓе, некој ќе ми каже ми дужат не знам колку милиони евра. Мислам тоа е малку неодговорно, знаете како идете во продавница, зимате и не плаќате. Не разбирам зашто функционира тоа. Видете, тоа не се направени сега долго. Не говориме дека за 5 месеци, тоа е таложено Долговите се таложено. од 2007 година. 2007 година знам кога беше расцепен клиничкиот центар, сега е тенденцијата до крајот на едната година ќе се интегрира комплетно. Пак на старо се враќа така, еден директор да не биде еден вака. генерален директор со двајца други или тројца заменици директори кои што би биле по различни, интернист, еден хирург, еден економист или правник и генералниот директор. Тогаш знам дека 2007 година, кога беа расцепени клиниките, владата ги покри сите долгови. И сите почна од 0-0. И сега повеќето клиники, генерално клиниките кои што трошат скапи лекови, кога велам такви клиники, подразбирам на хематологија, онкологија, клиники кои што се поголеми потрошувачи, односно клиники кај што се лекуваат многу афери имаше таму. Мола? Во тие клиники многу афери имаше, знаете, нели? Имаше, меѓутоа и Играле лековите со цитостатици и со- знам, меѓутоа и лековите кои што се трошат таму се релативно скапи и може би имало и злоупотреби. Меѓутоа целиот предмет е во јавно обвинителство. Јас се надевам дека ќе излезе со резултати и ќе се знае точно дали е некој крив на вистина и да одговара тој што е крив. Еден клинички центар кога ќе биде? Не вака со 1 директори? јануари 2026 година. Готово, така? Значи ќе тоа е функционира решено. така. Аха. Сега веќе како што работна- беше претходно стари. Како што беше претходно и како што е во повеќето држави од Европска унија. Да. И нема да ви се И случува. како што е во соседството секаде. И нема да ни се случува како ова на токсикологија. Така, знам албански, не знам албански, па како се викаше? Се надевам дека нема да се случи, се надевам дека толку малку останавме што мора да изнајдеме најдобри можни решенија за тие кои што ќе ги раговодат нашите болници за да ги мотивираме и вработените да останат тука. Квалитетот добар е на докторите или треба да се грижиме? Во Генерално државно говорам. Да, во државно. Често Генерално исклучоци има. секаде има маргинални бројки, да речам. Штом ги прифаќаат без никакво тестирање во Словенија, Хрватска и повеќето европски држави, штом имаме повеќе наши доктори штом завршуваат медицински факултет тука и одат во Шведска, Добро, во не одат Америка, сите, во ги бираат и Германија. тие, не одат сите, ги бираат и тие. Ги бираат, меѓутоа огромен број си оди без никаков проблем ги прифаќаат. Посебно Хрватска и Словенија дури ни без испит ги прифаќаат. А овие големиве градови во Македонија, условно кажано големиве градови, центриве, на пример, кога ќе престанат да испраќаат слепо црево во Скопје? Па тоа работиме, децентрализација, елементарни односно работи. регионализација Така, на Се болниците. знаело на времето што оди во државна болница, тежок случај, не оди слепо црево или сега се е во... Затоа ќе ги форсираме следниот период, идната година, тоа ќе биде пилот проектот, Тетово, Штип, Охрид, Струга и Битола, да бидат регионални центри, тоа е регионализација на здравството. Значи да не може од регионот Полошко, например, или Пелагониски, без да помине низ Битола, да не може да доаѓа во Скопје. Или Полошко без да помине низ Тетово, да не може да доаѓа во Скопје. А тоа ќе се утврди по фондот, нели ги плаќа услугите што се даваат на граѓаните, така да кој ќе даде повеќе услуги, да ги мотивираме секундарното здравство да работат повеќе. Со приватните како комуницирате, болници? Јас искрено немам некаква комуникација, не дека не зборам. Фокусот наш овој период е јавното здравство. Ги почитувам, имам респект према нив, како добар пример за тоа како треба да функционираат со исти луѓе Но тие може да би бидат конкуренција или? на јавното здравство. Да. Не се конкуренција, повеќе се, како да кажам, си помагаат една на друга. 90% од населението добива здравствени услуги во јавните здравствени услуги и само 10% тоа е елитарно здравство, приватното здравство.
Добро, но елитарно, но кога ќе заглави човек на крајот зема кредит и оди во тоа елитарно За здравство жал, за глава. за жал сега тоа, меѓутоа никој со сила не ги тера да одат луѓето таму. Па сега, ако отидам ваму да починам од сепса или од не знам што, Е, така малку... Сепса може да се случи и во Секаде. Америка и во Не, и во било која болница. да не ги тоа спомнам болниците, не ги неспорно сакам да Мгм. секаде може да се Да. случи. Гледам што имам запишано како тези што сум ви пратил за да завршам. Како е цените состојбата во македонското здравство? Еве од 1 до 5, ако 5 е највисока оцена во моментот. Тројка. Тројка. Значи, добро, тоа е И ако златна средина. успееме за еден мандат да бидеме четворка, ќе биде перфектно. Мгм. Тоа би му дошло на факултетски, како би дошло? 7, 8, 7 плюс 7 8. плюс 8. 8 да кажем, Мгм. тоа е супер. Добро. Горе-доле финансиската состојба во здравство? Вие не сте во минус или сте Не. фондот за здравство како е? Фондот И е... фондот се одржува добро, исплати доста долгови периодов, 5-6 месеци, и ние се обидуваме максимално да заштедуваме колку што може. Мгм. Во меѓувреме да инвестираме таму кај што е неопходно и нормално гасиме пожари таму кај што ни гори. Уште си купуваат пациентите лекови? Кој ќе отиде, кој ќе легне на клиника? Ретко да, меѓутоа генерално не. Мгм. Пошто има, нели? Немаме тоа, иди купи си, па ќе Повремено вратиш. се случува нешто, меѓутоа генерално се покриени. Ви велам, и тоа е огромен за нас, огромна работа, 9 позитивни, 9 лека во позитивна листа, тоа се околу 3-4 милиони евра, ако не грешам, за 3 месеци. Помалку трошат граѓаните, повеќе троши фондот, односно здравството. И, министре, бидејќи е за реформи постојано се говори, да не случајно можеби ради дупката едно во ПИУМ, друго и еве и фонд за здравство и така натаму, за зголемување на придонесот за здравствено осигурување? Сте размислували? Тоа е веќе политика, тоа е Сте владина размислували? политика, тоа е владина политика. Искрено за тоа треба да се седне на ниво на влада и да се разговара. Тоа се веќе политики. Отворени се такви теми или не? Видите, за да имате добро и квалитетно здравство, треба тоа да биде покриено да има пари. Не можете, на пример, здравство во Словенија трошат за 2 милиони жители, исто како Македонија, и тие се милиони и пол, и меѓу милиони и пол и 2, исто како и ние. Тие да трошат, на пример, 2,5 милиарди, ние трошиме милиарда. Значи има огромна разлика во тоа колку се плаќаат здравствените услуги. Ма тамо не Така- крадат. Тоа е разликата. Може би и не крадат, меѓутоа повторно милиарда и пол повеќе не е само крадење. Не милиарда е, не може уште 1 милиарда да крадат. Невозможно е. Било кој да, и магионичар да е. Значи и од оваа милиарда и пол народот ќе Не, каже и од таа се платите краде. им се повисоки, условите им се Па добро, подобри, докториве се не може да се инвестираат. пожелат во државна болница. Во И каде? дежурства, па кај нас стига. А не се лоши. Како беше, не се лоши. Еви, вие сте доктор, барем знаете, сега ја не знам дали... Ја од 2017 немам земено докторска плата, иако секоја среда продолжувам да работам како доктор, меѓутоа тоа го работам. Да, pro ме bono. изненади, дури минатиот пат кога ви се дали ординирате, да, секоја среда ординирате, не знам кога стигнувате, на крај. Добри сте? Добро е, за сега добро. Ве прашувам затоа што излезе една информација дека му се слошило на министерот за здравство, дека бил однесен, па не излегува информација, не знам, инфаркт и така натаму и така натаму. Што се случи? Поминав еден колапс кој што се случи пред околу 10 дена. Тоа го искористив, направив сите испитувања што не сум ги направил можеби со години, а како доктор треба како пример барем еднаш годишно да се испитуваат одредени работи. Фала му на Господ, добро е. Значи не е Продолжувам. инфаркт, не е ништо така. Да, не е, фала Богу, не е инфаркт. Се надевам дека треба да внимаваме и годините и биологијата си го прави своето. Но и темпото ви е убиствено, ако И можам темпото така да е, кажам. ја многу малку спијам, што е огромен, како да речам, проблем за функционирање. 4 до 5 часа дневно спиење е премалку за организам од 52 години. Како велат, докторите се најлоши пациенти?
За жал. Така, а? За жал. Сега за да ви препорачам што да се напиете за спиење, меѓутоа имате и на природна база. Билки Да кои што рекламираме смирува. некој лек сега. Не, уште тоа фали од антикорупцијска ќе отвора, тоа беше колку за шега да релаксираме малку. Ви благодарам многу што бевте во Бизнис Мавети, отворивме додуша повеќе политички теми, такви се случувањата во Македонија, меѓутоа еден дел посветивме и на оно што е бизнис или оно што е здравствена политика, ќе ве држиме за збор, иако вие бевте поприлично претпазливи во однос на оно што го давате како ветувања. Локални избори, пак ќе се враќате во Гостивар како градоначалник или не? Ја оставив помлад колега кој што е сега градоначалник веќе неколку месеци. Ме радува кога одам во Гостивар и луѓето ме запираат и ми викаат: докторе, овој градоначалник е многу подобар од тебе. И така има. Да, полно има и тоа ме радува доста. Кога ти оставиш позади себе еден подобар кадар од колку што си бил ти, така оди општеството во прогрес. Кажите ми, може ни се предвремени парламентарни избори со локални или? Во Македонија се е можно. Како што одат работите, единствена партија кој што бара предвремени е ДУИ, меѓутоа мислам дека после нова година ДУИ ќе моли да нема предвремени парламентарни избори. Па може би ќе се реформираат, како велите вие. А за да се реформираат им треба барем една година, меѓутоа сепак да оставиме се е можно. Имате еден ваш сопартиец кој што е дел од тој Европски фронт со Селав, какви ви се односите? Немаме односи, за мене Сега чива е затворено. алијанса? Па се е кај нас и членството повеќе и се, меѓутоа на 14 декември треба да има судско рочиште да одлучи судот, така да како ќе одлучи така прифаќаме. Благодарам и чувајте се. Чувајте си го здравието пред се. Ви благодарам за можноста и поканата. Каква порака од новинар до министр за здравство, патем доктор по вокација. Беше ова министерот за здравство, еден од предводниците на ВЛЕН или челниците на ВЛЕН, која што е коалиција владина коалиција со ВМРО-ДПМН и со ЗНАМ во Бизнис Мавети на Фактор МК. Благодарности до Форманова, нашите пријатели. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.